بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Оваа молитва на страпливиот јунак Хазрети Ејуб алейхиселам е прифатлива, проверена и влијателна. Меѓутоа, ние во нашите молитви треба да се молиме цитирајќи го следниот ајет. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Познатата приказна за Хазрети Ејуб алейхиселам накратко би изгледала вака. Наспроти тоа што долго време се наоѓал целиот во рани и лузни, размислувајќи за големата награда, како резултат на таа болест, болеста ја поднесува страпливо. Кога подоцна од тие рани се појавиле црви и ги допреле неговото срце и јазик, кои се место на зикир и спознавање на Аллах, плашејќи се да не му нанесат штета на неговиот ибадет како негова должност, сигурно за да може да му чини ибадет на Аллах, а не дека сакал за себе да добие олеснување, му се обратил велејќи: Господару мој, несреќата што ме снајде му нанесува штета на мојот зикир со јазикот и на мојот ибадет со срцето. Возвишениот хак, таа потполно искрена и чиста молитва, без други мисли и цели, а која била само поради Аллах, ја прифатил на преубав начин, подарувајќи му совршено здравје и удостојувајќи го со својот мерхамет. Овој одблесок содржи 5 точки. Прва точка. Во споредба со Хазрети Ејубовата надворешна видлива болест, кај нас постои невидлива внатрешна болест. Кога би ја претвориле нашата внатрешност во надворешност и надворешноста во внатрешност, би изгледале многу поболни и би биле со многу поголеми рани од Хазрети Ејуб, мир над него, алейхиселам. Бидејќи секој греф што ќе го направиме и секое сомнение што ќе ни се појави во мислите, предизвикуваат рани во нашето срце и во нашата душа. Раните на Хазрети Ејуб, мир над него, му се заканувале само во неговиот краток живот на овој свет, додека нашите духовни рани му се закануваат на нашиот многу долг вечен живот. Ние имаме 1000 пати поголема потреба за молитва, отколку што имал Хазрети Ејуб, мир над него, за себе. Особено, како што црвите што се појавиле од раните на тој Божји пратеник почнале да ги нагризуваат неговото срце и неговиот јазик, така и раните што се последица на гревовите, вообразувањето, сомневањето што се појавуваат од раните, неузу биллах, Бог да чува и да брани, нагризувајќи ја внатрешноста на срцето, кое наместо иман му нанесуваат штета на иманот, нагризувајќи ја душевната сладотија на јазикот, кој е толкувач на иманот, предизвикуваат омраза во нас, но оддалечуваат од зикирот и не замолчуваат. Да, гревовите го обвиткуваат, го поцрнуваат и го стегаат срцето, се додека од него не го искорнат нурот на иманот. Во секој грев се наоѓа по еден пат што води кон кјуфур, богохулство. Доколку тој грев не се уништи со покајување, и тоа веднаш, тогаш тој не како црав, туку како духовна змија ќе го гризе срцето. Например, човекот што скришом направи срамотен грев, во состојба кога се срами други да не дознаат за тој грев, постоењето на ангелите и духовниот живот многу тешко му паѓаат, така што тој бара и најмал знак за да го негира нивното постоење. Или, например, човекот што направил голем грев, што може да заврши со джехеннемско патење, доколку не се заштити со покајување, слушајќи за предупредувањето од джехеннемот, со сета душа сака джехеннемот да не постои, така што дури и најмал знак или сомнение му даваат храброст да го одрекува неговото постоење. Или, например, човек што не ги исполнува пропишаните намази
и не ги извршува ибадетските должности, но кој се натажува кога ќе го прекори некој ситен чиновник што е негов предпоставен за неисполнување на некоја беззначајна должност, сигурно дека ќе го гризе совеста поради негрижата која ја покажува кон фарзовите, што постојано се повторуваат во наредбите на султанот, на Езел и Ебет. Поради тоа свое гризење на совеста, скришум како да вели: камо среќа да ги нема овие ибадетски должности. А од тоа може да произлезе стремеш кон одрекување, што е налогно на непријателството кон Аллах. Доколку во срцето се појави само еден сомнеш во врска со Аллах, постои опасност тоа да се зацврсти како категоричен доказ и за тој човек се отвора портата на големи несреќи. Таквиот беден човек не знае дека во споредба со незначителниот замор, што е потребен за извршување на ибадетските должности, со нивното одрекување се изложува на милион пати поголеми и пострашни духовни тегоби. Бегајки од каснувањето на мувата, се согласува на каснувањето од змија и слично на тоа. Споредете ги овие три примери за да се разјасни следната тајна. بل ران على قلوبهم. Втора точка. Како што е објавено во 26-то слово, кој се однесува на тајната на судбината, поради тие причини човекот нема право да се жали на несреќите и болестите што го снаоѓаат. Но облеката, која всушност е телото што човекот го облекува, возвишениот Хак ја истакнува својата способност. Тој го создал човекот во вид на модел и таа облека во вид на тело на тој модел ја сече, ја обликува, ја менува, ја преобразува и ги покажува искрите на своите различни имиња. Како што за името Шафи, исцелител, се потребни болести, така и за Резак, снабдител, потребен е глад и слично. مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء. Втора причина. Животот преку болести и несреќи се прочистува, достигнува совршенство, пронаоѓа снага, се воздигнува, дава резултати, се усовршува, создава животни должности. Едноличниот живот кој се поминува во постела за одморање, поблизок е и оди кон исчезнувањето, што е апсолутно зло, отколку кон постоењето кое е апсолутно добро. Трета причина. Овој свет представува место на кое се одржува испит и место за служба. Не е место за уживање и награди. Штом е место за служење и правење ибадети, тогаш болестите и несреќите што го снаоѓаат, под услов да не и наштетат на верата и да е човекот во нив страплив, се многу погодни и им даваат снага на службата и ибадетот. Тие секој час го претвораат во еден ден на ибадет, затоа од нив не треба да се жалиме, туку да им се заблагодариме. Да, ибадетот се состои од два дела. Првиот е позитивен и потврден, а вториот е непотврден ибадет. Првиот, мусибет, односно потврдениот дел, на сите ни е познат, а што се однесува до вториот, менфи, односно непотврдениот дел, оние што се погодени од болести и несреќи, чувствувајќи ја својата слабост и немоќ и барајќи заштита, се осврнуваат кон Рабби Рахим, семилосниот Господар, размислувајќи за него, молејќи му се нему, создаваат чист ибадет. Во овој ибадет не постои дволичност. Тој е потполно чист и искрен. Доколку се стрпи и се размислува за наградите што доаѓаат како резултат на тие несреќи, и ако се биде благодарен, тогаш секој час од болеста станува еден ден на ибадет. Тој пократок век станува подолг. Постои една група болести, чија што една минута станува како еден ден поминат во ибадет.
Многу ме интересира болеста на еден брат во Ахирет, чие име е Мухаджир Хафиз Ахмед. Во срцето ми се јави опомена која како да вели: честитај му, секоја минута од неговата болест се претвори во еден час на ибадет. Тој, инаку, стрпливо се заблагодаруваше. Трета точка. Како што објаснивме во некој од словата, секој човек, доколку се присети на својот изминат живот, со срцето или со јазикот ќе воздигне ах или ох, ќе се жали или ќе рече елхамдулилах. Она што човекот го наведува да биде тажен се духовните болки што потекнуваат од престанувањето или исчезнувањето на уживањето од изминатото време, бидејќи престанувањето на уживањето нанесува болка. Понекогаш во минливото уживање постои непрекинато патење. Размислувајќи за ова, болката се надразнува и од неа почнува да тече тага и жалост. Духовната и трајна сладотија која се јавува поради исчезнувањето на минливите патења во минатото, не наведуваат да велиме елхамдулилах, доколку со ова природна состојба се размислува и за севапите, заслугите, добрите дела и за наградите во ахиретот како резултат на тие несреќи, и дека со помош на тие несреќи еден краток век се претвора во долг век. Потребно е да се биде страплив, во таа страпливост да се благодари и да се вели: Алхамдулиллахи ала кулли хал, сива ал-куфри вад-далал. Четврта точка. Како што е објаснето во првиот дел од 21-то слово, кога човекот снагата на страпливоста, која му е подарен од возвишениот хак, не би ја расфрлал на патот на вообразувањето, таа би можела да му биде доволна во секоја несреќа. Меѓутоа, човекот под притисокот на стравот, занесеноста и под предпоставка дека овој минлив живот е вечен, снагата на страпливоста ја расфрла по минатото и по иднината, така што за моменталната состојба страпливоста станува недоволна и тој почнува да им се жали на луѓето, не дај Боже, од возвишениот хак, а при тоа со жалење на неправеден и залуден начин покажува нестрпливост. Бидејќи, ако секој минат ден изминал во несреќа, тегобите исчезнале, сладотиите останале поради нивното исчезнување, маките изминале, добрите дела останале. Значи, за сето ова не треба да се жалиме, туку со уживање треба да се заблагодариме. Затоа не треба да се лутиме, туку напротив, треба да бидеме радосни. Поради несреќите што му се случуваат, човековиот минлив живот на некој начин како да поприма форма на вечен среќен живот. Плашливо размислувајќи, расфрлањето на дел од страпливоста поради истите тегоби представува вистинска глупост. Што се однесува до иднината, бидејќи таа се уште не е дојдена, да се жалиме од неа и да покажуваме нестрпливост, размислувајќи за болестите и несреќите што ќе ги доживееме во иднина, представува вистинска бесмислица. Како што е бесмислено непрекинато да се јаде и да се пие, размислувајќи дека утре ќе останеме гладни и жедни, исто така, кога човекот размислува за болестите и несреќите во идните денови, кои сега не постојат, од сега се жали со нив да покажува нестрпливост, односно без никаква принуда да паѓа во неспокој, тој прави таква глупост со што ги спречува шефкатот и мерхаметот према самиот себе на кој би им бил достоен. Резиме. Како што благодарноста ги зголемува благодатите, така и жалбата ги зголемува несреќите. Покрај тоа го спречува и удостојувањето со мерхамет. Во првите години од Првата светска војна, во градот Ерзурум, една мубарек личност заболела од една тешка болест. Кога појдов кај него, жалејќи се, ми рече:
100 дена не можев да ја спуштам главата врз перница и да легнам. Ми беше жал за него. Одеднаш се сетив и му реков: брате, изминатите 100 дена во мака се претвориле во 100 дена на радост. Немој да се жалиш размислувајќи за нив. Биди благодарен, присетувајќи се на нив. Што се однесува до идните денови, бидејќи тие се уште не се дојдени, имај доверба во Рахманур Рахим, немој да плачеш пред да бидеш тепан, немој да се плашиш од нешто што не постои. Непостоењето не заменувај го со постоење. Размислувај за сегашните часови. Снагата на твојот сабур, трпение, ти е доволна за овие часови. Немој и ти да бидеш како лудиот командант, кој во моментот кога левото крило на противничката војска се предала и се споила со неговото десно крило и така ја зајакнала неговата сила, тој пред да биде нападнато неговото лево крило од страна на десното непријателско крило, своите сили од центарот ги праќа лево-десно и така, ослабувајќи го центарот, му дозволува на непријателот со мали сили да го уништи неговиот центар. И уште му реков: брате, барем ти немој да постапуваш како него. Сите твои сили сконцентрирај ги кон овие часови. Мисли на Аллаховиот рахмет, за наградата во ахиретот и за преобразувањето на минливиот и краткиот век во друг и вечен живот. Наместо да се жалиш со горчина, ти заблагодари се радосно. Тој тогаш се расположи и рече Елхамдулиллах и болеста му се ублажи за 10 пати. Петта точка. Петта точка содржи 3 теми. Прва тема. Прва и опасна несреќа е таа која и нанесува штета на верата. Во секој миг потребно е да ја бараме Аллаховата заштита и да се молиме да не сочува од несреќите што се штетни по верата. Меѓутоа, несреќите што не и нанесуваат штета на верата, не се вистински несреќи. Дел од нив представуваат Рахманови предупредувања. Како што еден овчар, чие стадо влегло во туѓа нива, фрлил камен и помислил дека тој камен всушност е предупредување што ќе ги спаси од штетната работа, па тие задоволно се враќаат. Така има толку многу работи што навидум ни изгледаат како несреќи, а тие се всушност како една опомена и предупредување. Еден дел е кефарету зунуб. Еден дел, како представник на невнимателноста, укажува на човековата слабост и на некој начин представува постигнување спокој. Несреќите, односно болестите, како што веќе беше речено, не се несреќи и сигурно представуваат Раббаниева благонаклоност. Во прикажувањето стои дека како што зрелите плодови паѓаат од дрвото, така и со треперењето на болниот поради треска паѓаат гревовите. Хазрети Ејуб, мир над него, алейхи селам, во своето обраќање не исполни дуа за да му олесни на својот нефс. Сигурно е дека побарал оздравување за да може да прави ибадет, кога веќе болеста станала пречка за ибадетот со збор и срце. Нашата вистинска цел е нашето обраќање да биде со желба за оздравување од духовните гревови и од духовните рани. Оздравување од физички болести можеме да бараме доколку болеста ни представува пречка за чинење ибадет. Меѓутоа, не на начин на приговор или жалење. Сигурно дека е потребно понизно да се бара за солниште во надеж за помош. Штом сме се согласиле со неговото господарување, треба да се согласиме со се што ни се случува поради тоа господарување. Да се жали со на начин што подсетува на одбивање на прифаќањето на каза и кадер, на извесен начин представува критикување на кадерот и приговор кон милосердието. Оној што критикува кадер со главата удира во наковална и ја крши. Оној што приговара кон милосердието останува лишен од него.
Како што при одмазда со скршени раце, односно при обид за користење на истите тие раце, уште повеќе се кршат. Исто така, ако човек погоден од несреќа, приговарајќи се жали и ја дочекува со љубопитство, таа станува двојно поголема. Втора тема. Доколку материјалните несреќи ги гледаме како големи, тие уште повеќе се зголемуваат. Ако ги гледаме како мали, тие уште повеќе се смалуваат. Например, ноќе, кога на човековите очи му се прикажува некое привидение, ако човекот му придаде значење, тоа уште повеќе расте. Ако пак не му обрне внимание, тоа исчезнува. Обидот да се одбрани од пчели што напаѓаат уште повеќе, ја поттикнува нивната агресивност, но доколку се остане рамнодушен, тие си одат. Исто така и материјалната несреќа со помош на љубопитство и страв од телото се всадува во срцето, дури може да предизвика и духовна несреќа и да продолжи попирајќи се врз неа. Тогаш, кога љубопитството по притисок на судбината и со тевекул се тргне, таа несреќа, слично на дрвото што е исечено од коренот, ќе се исуши и ќе исчезне. Оваа вистина едно време ја изложував вака. Напушти го, еј безпомошен човеку, жалењето поради несреќите и постигни тевекул, бидејќи знај дека жалењето поради несреќите во самата несреќа е несреќа во внатрешноста на грешките. Ако си го пронашол оној што ја дава несреќата, знај дека тоа е несреќа во која се ужива, несреќа која е дојдена како добродетелство. Ако пак не го пронајдеш, тогаш знај дека целиот свет е тегобна несреќа, несреќа која резултира со исчезнување. Штом ти се заканува несреќата голема колку што е целиот свет, зошто бараш помош поради твојата мала тегоба? Дојди и направи тевекул. Со тевекулот насмеј и се на несреќата в лице, се додека не почне и таа самата да ти се смее. Колку повеќе се смееш, толку повеќе таа се смалува и се претвора во нешто друго. Како што во дуелот со некој опасен противник, непријателството со насмевка се претвора во помирување, лутината преоѓа во шега, па така непријателството се смалува и исчезнува. Исто се случува и кога со тевекул се излезе пред несреќите. Трета тема. За секое време постојат правила. Во ова време на гафлет, безгрижност, несреќата го промени својот изглед. Во некое време и со некои особини, несреќата не е несреќа, туку сигурно е Аллахово добродетелство. И јас, бидејќи согледувам дека оние што во денешно време се унесреќени со болест, под услов нивната несреќа да не и наштетува на верата, всушност се среќници. Поради тоа, јас не можам да бидам против во поглед на состојбата на нивната болест и несреќа. Во мене не се состава состојба на сожалување. Бидејќи, кој да е млад човек, кога ќе ми се обратеше, забележував дека во однос на другите, тој беше со повисок степен врзан за верските должности и имаше поголема поврзаност со ахиретот. Од тоа разбрав дека видот на болеста за нив не беше несреќа, туку Аллахов благодат, бидејќи болеста станува причина за нивното патење на овој свет, меѓутоа за нивниот вечен живот таа е полезна и представува еден вид ибадет. Доколку оздрави, тогаш сигурно е дека под влијание на младешката опијанетост и раскалашноста во своето време нема да успее да ја сочува состојбата во која бил за време на болеста и сигурно ќе се оддаде на разврат. Епилог. За да ја покаже својата неограничена снага и бескрајниот рахмет, возвишениот хак во човекот всадил безгранична слабост и бесконечна беда. За да ги покаже неограничените врски на своите имиња,
го создал човекот во таков облик, сличен на машина, кој може во бескрајни правци да прифаќа болка, но исто така и во бескрајни правци да ужива. Во таа машина, наречена човек, постојат стотица алати. Секој од овие алати има свои различни тегоби, уживања, должности и награди. Дури врз човекот, кој представува Вселена во мало, се наоѓаат искрички од поголемиот дел на Аллаховите имиња, кои во потполност се појавуваат во Вселената, која представува голем човек. Пријатната состојба, како што се здравието, крепкоста и други пријатни нешта, човекот го упатуваат на благодарност и таа машина со многу страни ја упатуваат кон многу должности, со што тој станува еден вид фабрика за благодарност. Исто така и несреќите, болестите, патилата и другите несреќи што вознемируваат, ги активираат другите запченици на истата машина. Со нивна помош функционира рудникот на немоќта, слабоста и бедата, кои се содржани во човековата способност. Не со еден јазик, туку со јазикот на секој орган поединечно, човекот се доведува во состојба да бара помош и заштита. Човекот со овие пречки како да станува подвижен молив што содржи 1000 различни моливи. На страниците од животот или пак на лехви мисалот, тој ја испишува судбината на животот, известува за Аллаховите имиња и преоѓајки во облик на субхани касида во стих, ги исполнува своите должности.